Во далечната 1958 година во Гени Мале, по иницијатива на поголема група мештани, влюбеници во спортот, се формира фудбалскиот клуб Пелагонија. Оваа новоформирана екипа првите активности ги започна на кајнакот, за потоа да продолжи со работа во дворот на 8-годишното училиште Даме Груев и на спортските терени на средното земјоделско училиште. Појавата на фудбалскиот клуб Пелагонија не беше прифатена со радост од сите битолчани. Во времето кога миленици беа работник и пелистер, тешко можеше да се прифати сознанието дека фудбалската љубов сега треба да се дели на 3 места. Но Пелагонија, ако речиси со минимални средства, опстојуваше на спортската ветрометина. Стана рамноправен противник на пелистер откако се најде и во македонската фудбалска лига. Набрзо меѓутоа почна фудбалската криза во Битола. Ништо не одеше како што треба. Од сите фудбалски битолски клубови, за да се излезе од кризата, се формираа Инкоп и Басак. Низ Пелагонија, Инкоп и Басака минаа десеттици битолски млади влюбеници во фудбалската игра. По многу години се покрена иницијатива да се соберат сите и да се потсетат на фудбалските времења. Фудбалскиот времеплов пред неколку недели се одржа по 4-ти пат. Покровител на средбата на битолските фудбалери е Томе Гроздановски, собственик на Мултитекс од Битол. Најголема благодарност ќе ми биде ова слика. Баш во мојата канцеларија јас имам повеќе свечаности и работи од културни уметнички друштва и други работи, а посебно од Пелагонија, бидејќи јас го осеќам Пелагонија како генемалски клуб и од дете мало ви кажав и поранешните години дека заедно со моите другарчи, неве веќе имам и брачеди тука што сме оделе, сме навивале и да не биде многу помпезно ова благодарност доживотно. Дури сум јас во фирмата моја и дури оди добро во фирмата моја. Ќе бидам спонзор на ваква среќавање, бидејќи овие среќавања се навистина многу убави и мене ми е кеф кога ќе видам од времето скоро истите луѓе, ако остарени, истите луѓе ми се враќаат во старите спомени. На средбата во ресторанот Корзо, во другарска и пријатна атмосфера, битолските фудбалери се потсетија дека денеска не се сите на средбата. Од членовите на управата, заслужни за формирањето и развојот на ФК Пелагонија, во изминатите 54 години се починати 30 членови. Дури 8 тренери кои минале низ Пелагонија исто така повеќе не се на овој свет, а починати се и 24 фудбалери. Но радосно беше кога се спомна дека денеска од тие што настапувале во Пелагонија, 6 се во странство, живи и здрави, претежно во преку океанските земји.
Набрзо по заедничкото фотографирање во Корзо почна евоцирањето на спомените. Имаше секој да каже по нешто, но ние не бевме во состојба да ги регистрираме кажувањата на над 30 фудбалери кои присуствуваа на средата. Во емисијава насловена како фудбалски времеплов, преку сеќавањата на неколкумина поранешни играчи, ќе се вратиме во годините наназад и ќе се потсетиме на големото, но и тешко остварено влегување во првата македонска фудбалска лига на Пелагония. Потоа и на некои други поинтересни моменти, но и на првите гостувања на оваа екипа во некои од соседните земји. Дозволете од името на иницијативниот одбор и од лично мое име да ве поздравам и да ви посакам добродојдовте на четвртата традиционална средба што се бериме тука. Исто така дозволете од ваше име и од мое лично име да го поздравиме спонзоро господинот Томе, директорот на приватното предпријатие Мултитекс, кој ни овозможува секоја година да се бериме и од срце му се захвалуваме да и до година вака се бериме. Петар Атанасовски целиот живот го посвети на спортот. Меѓутоа, исто така, многу години, повеќе од 20 беше активен фудбалер. Да се биде толку многу години на спортските терени, сигурно дека се доживеало нешто што денес не може да се заборави. Може да се подсетите на нешто такво? Така е, имало многу и убави и лоши моменти, али во главно повеќето се убави моменти. Заради да кажеме нешто од тие фудбалски денови, се присетив на еден случај, на една утакмица која што ми остани многу длабов впечаток, а и потрес. Кога дојдовме во ситуација како Пелагонија да го освоиме првото место во Подсаве, со овој широк Подсаве, што беше тоа што 3 Подсавези имаше, кога бевме прваци, требаше да играме квалификации со првако на Штипски, таму некој регион, со Гевгелија. И во тој момент бевме многу јаки. Меѓутоа, дознавме дека Гевгелија појачала екипа со купени играчи, со не знам по секој начин да влеза во Лигата Македонска. Ние тоа се уверивме во Битола, бевме многу самоуверени дека лесно ќе тепаме со висок резултат, меѓутоа најдовме на страшен отпор и од 2 тепавме со 2-1. Значи, од тоа што бевме изненадени, не толку што од играта нивна. И така заврши таа утакмица, сега се стреме како ќе биде таму. Ови се многу јаки, како ќе излеземе накрај. Како било, дојде реваншо, денот за реваншо. Отидовме еден ден порано, не сместија во Богданци во еден мотел. Од тука почнува трагедичниот момент, тешките моменти. Цела вечер ни дојшла музика долу пред пенџерите, ни дадоа некоја храна да ни се повраќа и цела ноќ не спани. Музиката бучи, нема на кој да се жалиш. Викаме милиција, вика, се чефлат луѓето, што може да му правиме. И така натака, заврше утрото, полу спани, не спани, отидовме на утакмица. Кој ќе видиме, што ќе видиме? Едната страна трибина, од другата страна, на 3 страни, без, само еден тел имаше и цела публика тука до нас. Сега ќе ве искршиме, сега ќе ова, она, како ќе излезите, живи не знаеме.
полиција, гледаме тук-так некаде. И тој е на психички притисок невиден. Почнува еден ветер, почнува еден дожд, еден притисок од сите страни, што правиме, и ние само се гушнавме сите, ќе се тепаме еден за сите. А бевме многу сложни, многу фина една екипа, една симпатична екипа во која другаврувањето беше број еден. И тука, ако рековме, ќе се искршиме, ако треба живи низ легла. Заврши таа церемонија, почеток едно друго, почна оние да мават, бам фаули, и издржавме 15 и почнавме нашата игра. Кому ја развезивме, тие се изненадија. Бам, јас со Чико еден дупли пас од далеку, бам, гол му дал. Се здрви цела публика. А тука до крајот фрлат камења по нас, се една линија, никој нема. Фала Богу не влегува натаму, за право. По некое време пак продолжуваме, прво полувреме 2:0 за нас. Почнува второто полувреме, тие имаа страшни играчи, еден од далеко 20 метра мава во угол, Власто од 2 не можеше да ја фати гол. И така заврше 2:1 за нас до при крајот. До при крајот, таму со Тоци, со Чико, со не знам кои техничари неверојатни, успеваме да дајме и трети гол. И шок. Смах света. За среќа живи останавме. Ние рековме после ова и да умриме не ни е жал. Меѓутоа за среќа немаше инцидент, тука дојде и полиција, се виде дека може да биде опасно и така завршена потресна приказка, еден многу впечатлив момент од мојот живот што ми остана вкоренет. Тоа Пелагонија ја однесе во Македонската. Тоа е однесе во Македонска лига за прв пат и во роко од толку години што игравме, точно не можам да ви кажам сега, колку што игравме, една утакмица во Битола не изгубивме. Тоаш не знаевме што е патика, не знаевме што е копачка. Значи тоа, а игравме од ноќи до ноќи. Значи цело лето, 3 пати дено се делевме. Во таква една ситуација, нозете долу, велевме фатија полунаѓон. Ако влезеше на некој трн или тече, го кршеше трно и продолжуваше. Значи немаше. Тоа го имав слушнато и од Бобек лично во Београд, на една така прилика, кога рече дека по ливадите децата ја научват фудбалската игра најдобро. Сето друго е вештачко, сето друго со сила се прави. Значи, ние во парко Борнио, имаше деца едно 50. Дење ноќе само трчавме и во таква една ситуација имавме набиена природна кондиција. И кој да ни дојдеше, ние го тепавме. Имавме најдобриот фудбалер, талент, да го кажам, фудбалски, во Битола, Кузико го викавме. Тој ја јадеше топката. Кога го седеа во клубот, кладе копачки, не можеше да шути. Не можеше ни да трча ништо и одма откажа. Најголемиот талент досега што има дајано Битола. Тој кој ќе игравме во малата, тој го земавме и тројца други, кои се делевме, да речеме. Ете, такви имаше таленти, а лете кој кладе копачка не можеше. Мора да ви кажам, јас почнав да играм фудбал на неполни 17 години. Со лажно лекарско играв за првата екипа на Битола, тоаш Битола беше. Ставре Евтимовски беше тренер. И како 17 годишност, без полни 17 години, играв за првата екипа. После тоа, за навистина со гордост кажувам и најубави моменти ми се тие, во младоста,
заиграв за работник со играчи кои одев како дете навива за них. Со Жване, со Пете, со Коче, со Џони, со Доле, голман. И бев еден од подобрите. После стана таа фузијата, она позната фузија, со работник со Пелистер, и јас на место во Пелистер, бидејќи сметав дека подобро ќе се снајдам и по спортски ќе се покажем во Пелагонија отколку во Пелистер. Не заради некоја конкуренција, заради тоа што местото на вистина си го најдов како повлечен играч во Пелагонија и така и заврши тие 10 години активно фудбал во оваа екипа. Иначе, уште 58 година, на младинското првенство во Кочани, кај што учествуваше Битола, Вардар, Кочани и Работнички, јас бев еден од најдобрите тогаш. Само за пример да ви кажам, во таа екипа на Вардар играше Сократ Мојсов, Илија Мојсов, брат му, а во Работнички играше Томче Филиповски. Доста, мислам, капитен беше и многу успешен фудбалер беше. А од Битола јас бев еден од подобрите. И 58 година во јуни месец добив покана да одам во Палич на припреме за државна репрезентација на Југославија. Таму го видов прв пат Бранко Станковиќ. Та позната репрезентација на Југославија, Беара Станковиќ, Црнковиќ. Таму играв со Осим. После се запознавме. Играв со Бечејац. Чекуларец беше многу препотентен, односно со него не можеш и да се разговара, тој веќе беше сигурен, тој играше и за првата екипа на Звезда. Короли имаше од Војводина, така да кога се вратив од таму, јас бев 6 клас гимназија, односно 2 година, и веќе разброја во гимназија, посебно класни, ај не мокнам името, вика, ако продолжиш да играш фудбал, ти нема да завршиш гимназија. Како сега? И јас се уплашив, навистина немаше тогаш, без школа немаше иднина за младите, без разлика дали си успешен, талент си или не си талент. Така да морав да бегам од професорите, со криење да играм, да избегавам од Битола да играм надвор. Меѓутоа, сепак ќе се разбереш. И од тие професори морам да кажам во прилика. Задоволство беше само Лаличо, што предаваше физика. Со него можевме да разговараме за фудбал и Ефтимовски кој предаваше. Иначе сите другите како да чекаа во понеделник да те станат, да не знаеш. И не се случува само со мен. И со Попето кој беше соученик. Мора да спомниме Филиповски, Ѓорги, Попето, Пеце Гроздановски, таа генерација бевме. И така морав со паузи да играм, а во најубавите години има понуда и од Црвен Звезда, и тоа може да звучи како фалење од Станковиќ, да играш ти мали. Па играмо и еден нише разлини клуб у Битол тамо. Ели оче шо, во Вардар исто така, Чичко Дрецо се викаше председателот, и кад дојди во Скопје, шо учиш? Па викам гимназија 2 година. Ајде речи ќе ти дај стан, заедно ќе другарваш со Сократ Мојсов, со Томче, веќе се познавате. Меѓутоа, од Битола никогаш не се одделив и немав, мислам, такви амбиции дека јас ќе станам некоја играч како и другите. Добро се сеќавам и како резултат на некој модерен фудбал кој се играше во екипата Пелагонија, бевме забележани и на домашните терени, а и во странство. Така прв пат се случи во 1964 година,
кај нашиот јужен сосед бевме поканети на еднодневна турнеја со цел да одиграме еден надпревар према нашите квалитети кои ги поседувавме. Бевме повикани од тренерот Карамфилович и после сите оние дозволи кои требаше во тоа време да се обезбедат меѓу двете држави, ние отпатувавме во Птоломаида. Таму бевме пречекани и се направи еден разговор дека треба да демонстрираме технички дотеран фудбал, да бидеме фер плей, да подадеме рака на противникот во случај на фаул и резултатот дека не ќе биде толку битен, него да се постигнати доста голови и да биде на општо задоволство на двете страни. Можам да кажам дека кога влеговме во терено, тука почувствувавме дека тешко ќе се игра на тој терен, трева немаше, набиена земја и така една недела ние не можевме да се опоравиме од стапалата поради тврдиот терен. Почнавме да играме и за хендикеп задува еден силен ветер, голема прашина се крена и секоја избиена топка од нашиот простор и дегажирањето на голмана, топката ни се враќаше во 16-тикот. А во второто полувреме стивна тој ветер и тогаш можевме да покажеме технички дотерана игра, да направиме некои бравури во самото играње, бидејќи тоа го сакаа нивниот тренер и останалите ентузијасти, за да види противникот дека со фудбалската топка може да се направат доста вештини. Имаше публика и тоа така собрани некако на купче, кои што често аплаудираа на потезите и случајот беше таков да едина екипа бевме која присуствувавме во тој период, бидејќи ни една друга екипа, нити од Битола, нити од другите градови, направи таква турнеја, поготово во Грција. И на општо задоволство, мислам дека и резултатот ги задоволи и ними, а и ние направивме еден добар излет и целта беше дека и тие ќе дојдат кај нас на реванш, но тоа не се случи. Прво пат тоа се случи Пелагонија да гостува и во Бугарија. Да, понатаму не изостана, мислам, не знам, нашите погледите на нашето играње не останаа само тука, него беа проширени и во соседна Бугарија, каде игравме со прволигашки екипи. Таму другчие беше амбиенто, за разлика од Грција, каде почетните скалила беа за фудбалот во Грција, во Бугарија беше нешто друго. Прволигашки екипи и тоа Етер од Велико Трново, бивша престолнина на Бугарија, и таму се играше брз фудбал, динамичен, со доста трчање од нивна страна, а ние, за да се супроставиме на таквата игра, моравме да ја задржиме топката во свој нозе, технички, да проиграме, да додаваме, за да го оневозможиме противникот да ја наметни таа брза игра или атлетска игра, можам да речем. Потоа бевме и во друг град, во Казанлък, поканети, и таму одигравме надпревар, кој што не беше различен, така речено, и таа беше прволигашка екипа, и на општо задоволство
таму сосема подрукчие беше амбиенто, стадионите се наполнија, аплаузи добивме на отворена сцена и наше беше задоволство дека во таква една држава со еден таков различен фудбал од нашиот се супроставивме и игравме и резултатите, да речеме, не беа битни колку односот да биде ферплей, да се игра дотеран фудбал И да се тоа остави се добро случи. впечатление. Низ редовите на Пелагонија минаа бројни фудбалери, повеќе генерации и така натаму. Меѓутоа се случи некој од нив заради можеби и квалитетот или во потрага на друга среќа да ја промени средината битолска и да замине во друг. Дури денеска имаме податок 6 мина поранешни фудбалери на Пелагонија се во странство и уште се здрави и живи, фала му на Бога. И така натаму. Вие сте еден од меѓу првите фудбалери што заминавте од Битол, односно од редовите на Пелистер или Пелагонија. Како активен фудбалер. Се интересно е, отидовте во Прилеп во време кога уште се негува антагонизам меѓу Битола и Прилеп. Како бевте прифатени? Точно така, а јас после многу кратко време, бидејќи во ова Пелагонија почнав како најмлад со 17 години, сите беа постари од мене студенти, кои викаја клубот Пелагонија тим на студентите, јас бев најмлад. Одиграв сам од 2 надпревари во Подсојуз и одма одигравме квалификации со Кожув од Гевгелија и влеговме во Македонска лига. Која година беше? Тоа беше 63-та година пред земјотресот во Скопје. Влеговме во Македонска лига и јас таа практично само тоа првенство, таа прва година играв за Пелагонија и бев еден од најталентираните играчи тогаш во тоа време, а играв со оваа постара генерација, бидејќи сите беа студенти, јас бев единствениот кој што бев ученик, завршив тогаш матура практично и играв со сите тие постари кои што беа по 3-4 години постари од мене. Таа година Пелагонија направи изванредни резултати, имаше просек од 5000 публика при присутен Пелистер како градски клуб. Ние бевме претежно како малски клуб, така се формира тој клуб. Така да ние таа година на вистина привлековме многу публика, имавме стандардно, кој што реков, по 4-5000 публика и публиката уживаше во нашите игри. И изваредно игравме таа, ако бевме новолигаши, одигравме таа година многу добро. Сега, јас одма после таа година се заинтересираа други клубови и 64-та година во летото покојниот Ѓоко Филиповски имаше еден роднина во управата на Вардар и ме однесе летото кога дојда во Вардар Хуго Рушевљанин и Фрањо Пазмањ за прв пат во Македонија и ме однесе во Вардар. Али се случи најверојатно еден малер за мене во кариерата, кога тогаш бев во успон во најубавите години за фудбал, почеа да го притискаат брат ми покојни Митичо, тренерот нашиот тренер на Пелагонија, да го притискаат од кожарата кај што беше вработен, беше генерален директор покојниот Андор Макрадули и народниот херој Ванде Тунело, беа главни луѓе во Пелагонија. И почеа да го притискаат да ме врати од Скопје. А за моја несреќа Вардар не ми даваше исписница. Хуго Рушеле ништо живо не сакаше да слушни, да ме пушти. И така некаде 6-7 месеци се водеше борба да ме вратат назад. И успеа управата на Пелагонија да ме врати назад. И само што се вратив, се формира тогаш работник. И ние 4 играчи од Пелагонија како најдобри, со 4-5 купени играчи од Србија
заедно со тренерот Ачимовиќ, се формира работник, а ние од Пелагонија бевме јас, Боге Тасески, Љубиша Николич од Скопје и Коле Иванов. Ние четворицата отидовме од Пелагонија во работник и заедно со тие неколку 5-6 играчи што ги купија Николич, Королија и така натака, сите не ги думам, се формира работник. Али не успеавме таа година да станиме прваци и покрај тоа што имавме најдобра екипа, али тука веќе прсти смеша и Хуго Рушевљанин да работнички од Скопје да биде прв и да влези во втора Југословенска лига. И ние не успеавме. Стана работнички прв и после тоа стана некој малку неуспех, размирици, кавги, ова, она. Ме смеша и мене како пелагонец дека не сум сакал да играм за работник и ме суспенди. Кратко беше тоа едно 2 месеци и председател беше Гавро Пановски. Дојде од Победа, некои пријатели негови таму што беа во управата и ми даде исписница и покрај тоа што велев никогаш во Победа, станав фудбалер на Победа. Колку години остана? Па од таа година, значи во Победа бев 66-та во мај месец, на 1 мај, па бев во Победа до 72 и втора и трета, и после играв 4 години за 11 октомври, бев и капитен на 11 октомври во Македонска лига, така да имав кариера некаде од 15-16 години. Поминати во Прилеп. Поминати во Прилеп. Еште интересно ова е, како битолски прилепченец, имате ли можност како прилепски битолченец да се сретнете во некој дуели со битолски? Да, имаше во сеќавање, никогаш нема, мислам, никогаш да забораваме на утакмица не со Победа, него со 11 октомври во Македонска лига измеѓу Пелистер и 11 октомври, како предиграна утакмицата која што играше Победа во втора лига, во Прилеп се играше, пред препол стадион. Пелистер требаше да победи за да оствари целта. Јас бев капитен на 11 октомври. Прво полувреме Пелистер водеше со 2:0 и веќе победата се гледаше, се назираше. Јас второ полувреме од лево крило променив улогата во договор со тренерот, влегов во организација на игра во средината и бев најзаслужен што на крај утакмицата заврши 2:2 и Пелистер со тој бод не успеа и јас не смеев да дојдам во Битола. Кој ќе ме видеше овде со дрва и со камење фрлаше по мене и тога се почувствував многу тешко и покрај тоа што спортски, така сум бил воспитан, спортски ги бранев боите на клубот за кој што играв во тој момент, али битолчаните не ме прифаќаја и ме осудија сите зошто бев толку агилен на тој натпревар и придонесов Пелистер да не успее. После завршувањето на кариерата останавте да живеете во Прилеп? Не, воопшто спорто не беше причина што останав да живеам во Прилеп. Јас дојдов еден период во Пелистер, после војска на 26 години, али за кратко време се вратив и продолжив во 11 октомври да играм. Воопшто фудбало не беше причина. Причина беа пред се фамилиарните работи, се женив за Прилепчанка, стан купив во Прилеп, се родија деца, прво машкото, па женското, имам 2 деца и така тоа остана, веројатно е може и судбина да бидам едини битолченец во Прилеп што остана 40 години.
мало почнав с кариерата, кога играв за Пелистер за младинци. На младинско првенство бевме во Скопје, освоивме негде 4-то место, а другата година се преориентира, се играе под Савез. И Битовскиот подсавез, тоа станавме прваци. Тогаш беше, например, Гершано, по таа екипа, чак играше Централхаус. Имаше од Прилеп репрезентација на Битовски подсавез. Што значи имаше играчи и од Победа, од помладоко што бе, и од Пелистер. Ние, Грото, Косторо, беше составено од нас. А како се случи па и останете па тоа и ракомето? Па сега, видите, кога почна ракомето, упоредо игра фудбал и таму и таму. Барбако не беше тренер, Во работник? не собра, во работник и не собра. Тогаш јас не играв за Југ, престана во ти. Кога направи веќе 19 години, немав право да играм за младенци. Веќе проиграм за сениори. И во Југ ме викна да играм. А што е полесно се да се биде голман на во ракометот или во Сега фудбал? ќе ти кажам. Играв ракомето го играв онака голмански, го бранев. Тогаш немаше кој да ти каже. Немаше некој голман да ме поучи како треба да да скокам како сега што гледам. И ми игравме голмански како фудбалски. Кој ќе шутира долу со раката, место со нога да реагираме, побрз бев со раката. Побрз. Парадите, И сега Барбако тоа го свати, го научи и на тренизи ми врзваше рацете за да играм со нозе. Меѓутоа виде дека не може ми остаи, како знаеш брани. Значи, според вас, а што беше полесно? Да се брани на ракометот или на фудбал? На фудбал. Полесно е на фудбал. На ракомето немаш задоволство на оно што ќе направиш во фудбал. Во ракомето не можеш да направиш парада, како што ќе направиш во фудбал. Фудбалот ќе одушевиш и публика и се и некои ситуации што се загола кои спасиш, како што прават енглезите, долгогодишни аплаузи мислам му дават на сите голмани. Добро, се И малце дава можност за големината на теренот, подолго трае акцијата, во фудбал има време да се размислува и голман. Едино во ракомето ми останува еден успомен, Хајдук Вардар играше, ми игравме предигра со Трговски. И во една ситуација Милинковиќ имаше многу јак шут. Беше многу голем бек. И ми шутира пенал. Како шутираше, јас излегов, така силно ме мана во главата, разбира, а јас со коленото во стомакот. И со издуши го изваде од терен. Јас 5 минути не можев да се согледам да гледам. И Барбако го пушти Дилберов, тогаш тој голмано, што бевме заедно што бране, да брани. И Дилберов некако се уплаши, тремаџе беше дурни му тргни, тој не бранеше. И Барбако, оди вели, ако треба и со една рака да браниш. Се историјата е друга. Кога почнав, например, да играм фудбал, не ќе може да бидам на ракомето. И Барбако ми рече со два збора. Вели, Власто, ќе си одбериш една љубовница, две не можеш. И јас фудбалот поќе ме одушевуваше и веќе се преминав таму кон фудбал. Тога се формира, например, беше во работи без задој, шекераната се направи, доле беше голман, Поповиќ, дојде тренер Карамфиловиќ, Жване, Фанка, направи една многу добра екипа. Прв пат дебитирав на утакмица, Карамфиловиќ беше тогаш тренер, сеќавам, во Струмица. А Струмица е татко ми од Струмица. Татко ми играше за Белацица на времето, дојде во Битол, а јас таму дебитирав. Со помош на кажувањата, фотографиите и снимките од средбата, се прошетавме во времињата на назад и се подсетивме на некои моменти од бурната историја на фудбалскиот клуб Пелагонија. Екипа која под ова име не живееше долго, но даде фудбалери кои години подоцна успешно ги бранеа боите на сите битолски фудбалски екипи, а најмногу на Работник и Пелистер. Ah